Државната комисија за спречување на корупцијата, представници на медиумите и почитувани присутни. Ја отворам 18-тата седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Констатирам дека на седницата се присутни заменик председателот и 5 члена, со што комисијата има кворум за полноважно да расправа и одлучува, и констатирам дека на седницата не е присутна председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата. За 18-тата седница на Државната комисија го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Усвојување на предлог записник од 16-тата седница на Државната комисија, одржана на 28.3.2025 година, и предлог записник од 17-тата седница на Државната комисија, одржана на 15.4.2025 година. Точка 2. Постапување по конкретни предмети. Точка 3. Прашања и предлози. И точка 4. Постапување по предмети оформени по пријави од укажувачи. На предложениот дневен ред, дали некој од членовите има предлог за изменување и негово дополнување? Доколку нема, предлог дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен, пошто можеме да преминеме на секоја точка поединечно од дневниот ред. Пред да започнеме со точките, да ја информирам јавноста дека расправата по 4-та точка од дневниот ред, постапување по предмети оформени по пријави од укажувачи, согласно со Законот за укажувачи, е затворена за јавноста и по наведената точка комисијата расправа и одлучува на затворена седница, за што се изготвува посебен записник. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, усвојување на предлог записници од 16-тата и 17-тата седница на Државната комисија. Колеги, предлог записникот од 16-тата седница на Државната комисија, одржана на 28.3.2025 година, ви беше доставен на разгледување. Дали некој од вас бара збор по однос на записникот и дали има предлози за негово изменување и дополнување? Доколку не, предлогот записник од 16-тата седница на Државната комисија го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно го усвои записникот од 16-тата седница на Државната комисија без забелешки. Предлог записникот од 17-тата седница на Државната комисија, одржана на 15.4.2025 година, исто така ви беше доставен на разгледување. Дали некој од вас бара збор, односно има предлози за изменување и дополнување на записникот од 17-тата седница на Државната комисија? Доколку не, предлог записникот од 17-тата седница го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата го усвои едногласно записникот од 17-тата седница без забелешки. Со ова преминуваме на втората точка од дневниот ред, односно постапување по конкретни предмети оформени во Државната комисија за спречување на корупцијата. Предлагам редот на реферирање на предметите да биде по принцип на ротација, согласно редоследот на преземињата на членовите на Државната комисија. Почнуваме со членот Зоран Богоевски. Зоран, повелете. Благодарам, подпредседателка. Предмет број 09-2110 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од непознат поносител со наводи за кумулација на функции кај лица, членови на совет на општина, кои покрај советничките функции вршат и други функции на избрани и именувани лица. Имено на ден 8.8.2024 година пристигната е пријава со која се наведува дека лица, председател на совет на општина, истовремено врши функција ВД директор на јавна здравствена установа, останато лице советник на општина, истовремено врши функција ВД директор на КПУ затвор, и трето лице, член на совет на општина, врши функција раководител на ЈП Национални шуми. Со цел утврдување на фактичката состојба и проверка на наводите во пријавата,
се обративме до соодветните институции и врз основа на прибавената документација го утврдивме следно. Службеното лице председател на Совет на општина е именувано за председател на Совет на општина на ден 15.11.2021 година. Понатаму, со решение за именување на ВД директор на ЈЗУ, истото е именувано на 22.7.2024 година. Со овака констатираната фактичка состојба утврдивме дека од страна на лицето, председател на Совет на општина и ВД директор на ЈЗУ, е сторена повреда на член 44 став 4 од Законот за спречување на корупција и сувирот на интереси, што представува прекршок казнив со член 105 став 1 алинеја 1 од истиот закон, пошто согласно член 114 став 3 од Законот за спречување на корупција и сувирот на интереси и член 47 став 1 од Законот за прекршоците, ДКСК спроведе постапка за поравнување со наведеното лице. Службеното лице на ден 18.12.2024 година достави доказ за уплата на предвидената глоба, понатаму достави решение со кое се констатира престанок на мандат на член на Советот на општина, односно председател на Совет на општина, пошто наведеното лице во моментов извршува само една функција, односно ВД директор на јавна здравствена установа. Второто лице, за кој имаше наводи дека е истовремено советник на општината и ВД директор на КПУ затвор, по доставената документација констатиравме дека истото има поднесена оставка од функцијата член на Советот на општина, а заради донесување на одлука на владата на Република Северна Македонија за негово именување на функцијата ВД директор КПУ затвор. Советот на општината има донесено решение за констатирање на престанок на мандатот на ова лице на ден 29.8.2024 година, а сметано од ден 24.7.2024 година, односно денот на именување на наведеното лице за ВД директор на КПУ затвор. По однос на наводите за третото лице, дека истовремено е советник на општината и раководител, директор на подружница ЈП Национални шуми, по извршената анализа на доставената документација, утврдивме дека согласно правилникот за систематизација на работни места во ЈП Национални шуми, раководителите на подружници на ЈП Национални шуми влегуваат во група 1, односно административни службеници, раководно ниво 2, односно не се избрани именувани лица согласно член 8 став 1 од Закон за спречување на корупцијата и сувирот на интереси. Со сите овие постапки е исцрпено постапувањето на Државната комисија за спречување корупција и нема елементи за понатамошно постапување, поради што ја предлагам следнава одлука. Предметот заведен под број 09-2710 од 31.7.2024 година против службени лица, членови на Советот на општина, да се запре, ДКСК заклучи дека наводите во пријавата делумно се потврдуваат, констатирана е повреда на член 44 став 4 од Закон за спречување на корупцијата и сувирот на интереси од страна на едно лице, додека за останатите лица не е констатирана повреда на одредбите од закона, поради што ДКСК нема елементи за натамошно постапување. Благодарам. Колеги, дали има некој да дополни? Доколку не, пред одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање е колегата Сервет Демири. Благодарам, заменка председател. Предмет со број 081653 од 2024 година. Предметот е оформен по пријава што ДКСК по извршениот увид во својата евиденција констатира дека лицето во законски предвидениот рок по именувањето и престанок на функцијата директор на општинско основно училиште Кокуманово не поднел изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија за спречување на корупцијата. ДКСК изготви записник за констатиран прекршок и просрочни платни налози, истите ги достави до лицето. Истиот на ден 29.1.2025 година ги платил наведените износи во просрочени платни налози. Поради наведеното, бидејќи ДКСК нема повеќе елемент за постапување, предлагам да се запира постапката. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за?
Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следно за реферирање сум јас, ќе реферирам предмет од областа на судирни интереси, односно кумулација на функции. Предмет број 093099 од 2024 година, кој што е оформен по пријава од познат подносител, со наводи за акумулација на функции кај две лица. Кај првото лице се наведува дека покрај функцијата председател на Совет на општина е назначен и заведе директор на ЈЗУ Општа болница, и за второто службено лице се наведува дека покрај функцијата член на Совет на општина ја извршува и функцијата веде директор на јавна здравствена установа. По однос на наводите за акумулација на функција кај првото лице, истото беше опфатено со реферирањето на колегата Зоран Богоевски. Односно, за ова лице констатираме дека се изречени мерки од надлежност на Државната комисија во друг предмет, односно предметот кој што го реферираше колегата Зоран Богоевски. Во однос на второто лице, констатиравме дека истото е избрано на функцијата член на Совет на општина на 12.11.2021 година, кога му е верификуван мандатот, а во исто време е именуван и за веде директор на ЈЗУ болница од страна на министерот за здравство, односно истото било сторено на 23.8.2024 година. Имајќи ги предвид вака обезбедените податоци, утврдивме дека ова постапување е спротивно на член 44 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, што представува прекршок казнив по член 105 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, и поради тоа спроведовме постапка за порамнување против наведеното лице со доставување на записник за констатиран прекршок и издаден прекршочен платен налог. Службеното лице до Државната комисија достави, истовремено му доставивме и укажување дека констатираната состојба на повреда на ограничувањето за вршење на дејноста за време на вршењето на функцијата може да се надмине единствено доколку се откаже од вршењето на една од двете функции и да се достави соодветен доказ како за уплатата, така и за откажувањето од едната функција. При тоа до Државната комисија службеното лице достави доказ за уплата на глобата, меѓутоа не достави доказ за откажување на одвршење на една од двете функции. Имајќи го предвид наведеното, согласно член 24 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, поради утврдена повреда на одредбите од овој закон од страна наведеното лице, предлагам постапувањето пред Државната комисија да се запре, но да се достави известување до министерот за здравство, кој што го именува на функцијата веде директор на ЈЗУ болница, како и до Советот на општина Гевгелија, како орган во кој што службеното лице врши јавни овластувања како член на Советот. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Цвета Ристовска. Благодарам. Предмет број 09-1883/1 од 2024 година. Предметот е оформен по сопствена иницијатива од страна на колегиумот на ДКСК. Имено до нас беше доставено барање за мислење од страна на Фондот за иновации и технолошки развој заради сомневање на постоење на состојба на судирен интерес при подпишување на договор за доделување на средства преку инструментот за поддршка, односно конфинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, стартапи и спин-офи. Имено во барањето од страна на ФИТР наведено е дека друштвото кое што ја добил, го склучил ваквиот договор и добил грант, можно е да е во состојба на судирен интерес со лица ангажирано со договор за дело, кое што врши работи, привремени работи и работни задачи во ФИТР. Имено се обративме до Фондот за иновации
и побаравме да ни ја достави целокупната документација во смисла од објавување на јавниот конкурс, како и евалуацијата на пристигнатите понуди по конкурсот, склучениот договор и целокупната пропратна документација. Констатиравме дека огласот е објавен на 10.5.2023 година, по кој оглас донесена е одлука за склучување на договор со друштво за ограничена одговорност и таквиот договор е склучен на 19.10.2023 година. Каде беа наводите за сомневање кои за постоење на состојба на судирни интерес? Имено, согласно процедурите на самиот фонд, се врши по пристигнатите апликации за наведените грантови, се врши административна проверка и ваквата административна проверка се врши од страна на комисија, каде што координатор се јавува лицето ангажирано по договор за дело во самиот фонд. Имено, на 2.10.23 ова лице е подпишано во својство на координатор на документите за аплицирање, согласно решение за формирање на комисија за административна проверка на апликациите. Имено, лицето има подпишано изјава дека не се наоѓа во состојба на судирен интерес и со фирмите апликанти. Онаму каде што наводите по представката упатуваат на сомнежи од ваква состојба, е дека лицето по подпишувањето на договорот со собственикот на друштвото со ограничена одговорност на 25.10. формира фирма каде што собственици се јавуваат токму лицето кое што ја добило поддршката на 19.10.23, за на 25.10. веќе да оформат друштво каде што собственици се корисникот на грантот и лицето кое што се јавило во функција на координатор на Комисијата за селекција на грантови. Имајќи во предвид дека во моментот на подпишување на административната проверка лицето не било во состојба на судирни интереси, се обративме за повторна административна проверка да се изврши од страна на фондот во целокупната документација заради потврдување на ваквите состојби и од страна на ФИТАР не добивме известување дека во подоцнежениот период, односно по 19.10. лицето ангажирано по договор за дело, веќе не учествува во повторната административна проверка од една страна, а од друга страна нема формирано нова комисија за административна проверка на апликациите. Имајќи ги предвид ваквите состојби, се обративме до основното јавно обвинителство со барање за известување дали во врска со инструментите за поддршка, односно за грантовите за новоосновани трговски друштва, се води постапка во основното јавно обвинителство, добивме известување дека за периодот за кој е склучен ваквиот грант, има пријава за тогашниот директор на Фондот за иновации до основното јавно обвинителство, и тоа во делот на доделување на средства преку инструментот за поддршка, исто така кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Од тука ДКСК нема повеќе надлежност за постапување, а целокупниот предмет и целокупната документација, бидејќи веќе има предмет во основното јавно обвинителство,
ќе го доставиме на надлежно постапување. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е колешката Софија Спасова Медарска. Повелете. Благодарам, заменик председателке. Јас ќе започнам со предмет од областа на спречување на корупција со број 12-539 од 2025 година. Предметот е оформен по пријава од непознат подносител со наводи за извршен незаконски избор на вонреден професор на Машинскиот факултет при УКИМ. Истовремено пријавата е наведено дека е доставена и до Државниот просветен инспекторат, Министерството за образование и наука, владата и јавното обвинителство. Во пријавата се посочува дека лицето имало неправилности во спроведената постапка и се сторени прописи на законските одредби, поради тоа што во објавениот оглас се барало лице од соодветна наставно-научна област, а пријавениот кандидат наводно немал стекнато научен степен доктор на науки од областа во која што се избира. За да ги провериме наводите од пријавата и да ја утврдиме фактичката состојба во целост, доставивме барање за прибирање на податоци и информации до надлежниот инспекторат, Државниот просветен инспекторат, до кого, како што спомнав, исто така била испратена пријава со истата содржина. Оттаму добивме известување дека извршиле вонреден инспекцијски надзор на факултетот по однос на спроведената постапка за избор на наставник во научно звање вонреден професор и зашто бил изготвен и записник за извршен вонреден инспекцијски надзор кој ни е доставен во прилог. Видно од записникот, констатирано е дека спроведената постапка за избор на посоченото лице во наставно-научно звање вонреден професор во областа математика е во согласност со одредбите од Законот за високо образование, Правилникот за посебните услови и постапка за избор во наставно-научни и соработнички звања и докторанти на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Поради тоа, сметам дека наводите од пријавата не се потврдуваат, не се констатирани повреди на закон и предлагам постапката по предметот со број 12-539 од 2025 година да се запре. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Бесник Џемаили. Повелете. Благодарам, заменик председателка. Фрнерит. Предмет број 12-324 од 17.1.2025 година. Од страна на познат подносител поднесена е пријава против службено лице, генерален директор на акционерско друштво во државната собственост. Наводите во пријавата се однесуваат на тоа дека службеното лице, генерален директор на акционерското друштво, неосновано и законски си го покачил нето личниот доход. Заради проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба во пријавениот случај, ДКСК достави барање за доставување на податоци и информации до акционерското друштво. Во законскиот утврден рок добиени се бараните информации и од увидот во прибената документација утврдена е следната фактичка состојба. Акционерското друштво со допис достава на податоци и информации образложи дека Генералниот секретаријат на Влада на Република Северна Македонија до нив доставил нови теркови на менаџерски договори и табели за пресметка на плата согласно известување од 8.2.2024 година, согласно кое сите менаџерски договори на именувани и назначени лица ќе бидат унифицирани. Акционерското друштво било задолжено да ги прифати и да постапи по нивните инструкции и согласно истите сегашниот генерален директор има склучен менаџерски договор и анекс кон договорот помеѓу него и председателот на одборот на директори како орган на управување со друштвото. Акционерското друштво образложи дека со менаџерскиот договор биле определени правата и обврските
на посоченото лице како извршен член на одборот на директори, генерален директор, како и одборската да се склучи анекс кон договорот каде ќе се наведе и износот на договорената плата по претходното спроведени пресметки во табели дадени од страна на службите во владата. Во пресметаните износи биле земени во предвид износите дадени и потврдени од страна на овластениот ревизор, претходно одобрен исто така од влада на Република Северна Македонија, како што им било наложено од страна на Генералниот секретаријат на владата на Република Северна Македонија. Имајќи во предвид предметната документација доставена на увид од страна на акционерското друштво, Државната комисија констатира дека плата на генералниот директор Твојот зборлив ум со на орбит. агенцијата- Чвакај, добро е. Денеска е полн со ДКСК констатира дека платата на генералниот директор на акционерското друштво во државната собственост е утврдена согласно анекс кон договорот за уредување на односите помеѓу друштвото и извршен член на одбор на директори, склучен врз основа на член 350 од Закон за трговски друштва и член 21 од статутот, согласно кој договорот со извршниот член од името на друштвото го склучил неизвршите членови на одборот на директори, а го потпиша председателот на одборот на директори и по претходно добиена согласност од влада на Република Северна Македонија во својство на собрание на друштвото. И врз основа на горенаведеното, Државната комисија констатира и оцени дека нема елементи за натамошно постапување за предметниот случај и поради тоа предлагам предметот да се запира и сил да се затвори архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Зоран Богоевски. Повелете. Благодарам. Предмет број 09-380 од 2024 година. Предметот е оформен по собствена иницијатива, имен ДКСК, по извршена проверка на поднесениот образец изјава за интереси од страна на лицето. Утврди дека лицето покрај тоа што врши функција член на комисија за организации со статус од јавен интерес, во исто време ја извршува и функцијата член на управен одбор на јавна здравствена установа на универзитетска клиника. Вака констатираната состојба е спротивна на член 44 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и содржувањето на интереси. Со цел на прибирање на потребните информации и податоци по однос на предметот, доставивме барање за информации до лицето во однос на извршувањето на наведените функции, по кој допис немавме добиено повратен одговор од страна на лицето. Понатаму се обративме до јавната здравствена установа на универзитетска клиника со цел да добиеме информации дали наведеното лице е именувано за вршење на функција председател или член на управниот одбор. Во страна на клиниката ни беше доставена писмена информација со прилог решение за именување на член на управен одбор, со кој решение наведеното лице е именувано за член на управниот одбор. Исто така се обративме и до владата на Република Северна Македонија со цел добивање информации и податоци дали лицето е истовремено и член на комисијата за организации со статус од јавен интерес, пошто од страна на владата ни беше доставено одговор со прилог решение за именување на председател и членови на комисијата, со кое решение наведеното лице е назначено за член на истата комисија. После утврдувањето на фактичката состојба, констатиравме дека наведеното е предвидено како прекршок на член 44 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и содржувањето на интереси, а казнив по член 105 став 1 алинеја 1 од истиот закон, пошто согласно член 114 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и содржувањето на интереси и член 47 став 1 од Законот за прекршоците, спроведовме постапка за порамнување против лицето со издавање на записник за констатиран прекршок и прекршачен платен налог. Истите беа доставени до лицето, но понудената постапка за порамнување не беше прифатена од страна на лицето, пошто согласно член 47 став 8 од Законот за прекршоците поднесовме барање за поведување на прекршачна постапка
до прекршочниот орган во рамките на Државната комисија. Прекршочната комисија достави решение до Државната комисија за спречување на корупција на ден 14.3.2025 година, со кој извести дека на лицето му изречена прекршочна санкција глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност согласно одредбите од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси. По извршените проверки во базата на службен весник на Република Северна Македонија, утврдивме дека наведеното лице на ден 31.12.2024 година е разрешено од член на управен одбор на јавната здравствена установа на Универзитетска клиника, односно истото повеќе не е во кумулација на функции. Заради наведените факти, предлагам да донесеме следната предлог одлука. Постапката по предметот заведен под број 09-380 во 2024 година, офрлен против службено лице член на Комисија за организација со статус од јавен интерес и член на управен одбор во ЈЗУ Универзитетска клиника да се запре. ДКСК констатираше повреда на одредбите од Закон за спречување на корупција и судирање на интереси, спроведе прекршочна постапка, се изврши промена на фактичката состојба, поради што ДКСК понатаму нема елементи за натамошно надлежно постапување. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Сервет Демири. Повелете. Благодарам. Предмет број 09 од областа на судир интереси предметот 09269/1 од 2024 година е оформен врз основа на пријава од анонимен подносител преку електронска пошта во која се изнесуваат наводи за постоење судир на интереси. Имено во пријавата се наведува дека лицето, поранешен граѓаник на општина, во период на неговиот мандат од 2017 година до 2021 година го вработил лицето како шофер во општината. Државната комисија направи увид во историјатот на промени на општината во Централниот регистар на Република Северна Македонија, пошто утврди дека лицето со уверение за избран граѓаник на оваа општина, издадено од Општинска изборна комисија, ја врши функцијата граѓаник се до изборот на новиот граѓаник, значи до 4.11.2021 година. Согласно наведеното, лицето повеќе не извршува функцијата граѓаник на општината после изборот на нов граѓаник од 2021 година, пошто не е службено лице согласно наведените одредби од Законот за спречување на корупцијата и судирање на интереси, против кој би можел да се поведе постапка за утврдување постоење на судирани интереси согласно член 76 став 1 од истиот закон. Согласно член 41 став 1 и 4 од Законот за прекршоците, прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат 2 години од денот кога е сторен прекршокот. Настарувањето на прекршочното гонење започнува од денот кога е сторен прекршокот, односно Државната комисија не може да поведе постапка за испитување на постоење судир на интереси во овој случај, бидејќи се поминати повеќе од 2 години од вршењето на функцијата граѓаник на општина, а во пријавата е наведен дека истиот вработил блиско лице во општината. Согласно наведеното, му предлагам на комисијата да донесе одлука да се отфрли пријавата, бидејќи не може повеќе да се постапува во конкретен случај. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следно за реферирање сум јас. Ке реферирам предмет од областа на имотната состојба, предмет број 08-1287 од 2020 година. Имено предметот е оформен по годишниот план за следење на имотната состојба за 2020 година, односно ДКСК на 13.2.2020 година го усвоила годишниот план за следење на имотна состојба и интереси, во кој план било планирано да се изврши проверка на вистинитоста на податоците од анкетните листови на 27 председатели на основни судови. Согласно овој план е оформен и конкретниот предмет кој што се однесува на проверка на податоците од анкетниот лист на председател на основен суд. Државната комисија со цел утврдување на фактичката состојба од председателот на основниот суд побара да достави податоци
и сродство за лицата со кои што живее во заедничко домаќинство со цел извршување на потребните проверки, и од страна на лицето се доставени и бараните податоци врз основа на кои што се побарани податоци за имотот на членовите на низиното семејство од Агенција за катастар на недвижност и Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Централниот депозитар за хартии од вредност и Централниот регистар на Република Северна Македонија, односно од базите на податоци кои што се предвидени во членот 25 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. По утврдената анализа на прибраната документација, констатирано е дека лицето, службеното лице, председател на Основен суд, навремено има пријавено имотната состојба, како и промените во истата, а исто така констатирано е дека за лицето нема несразмерно зголемување на неговиот имот и на имотот на неговите блиски лица. Имајќи го предвид наведеното, предлагам постапувањето пред Државната комисија да се запре. Доколку има некој нешто да дополни, доколку не, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Света Ристовска. Повелете. Благодарам, заменик председателке. Предмет број 12/2624. Предметот е оформен врз основа на поднесена пријава од непознат подносител. Имено наводите во пријавата се однесуваат за сомневање за незаконски остварени права, и тоа право на социјална пензија на повеќе граѓани од државата, сомневање за незаконско остварување на правото за гарантирана минимална помош, како и незаконско остварување на правото на надоме за помош и нега од трето лице од страна на Центарот за социјални работи во Тетово. Доставивме барање до секторот за инспекцијски надзор во областа на социјалната заштита и заштитата на деца при Министерството за социјална политика, демографија и млади на РСМ. И врз основа на нашето барање доставен е записник за извршен инспекцијски надзор. Согласно доставениот записник, констатирани се прекршувања на членови од Законот за социјална сигурност на стари лица, прекршувања на Законот за социјална заштита и на Правилникот за начинот на остварување на правата за надомес за помош и нега од трето лице. При вака утврдените неправилности, понатаму во доставениот записник, наведени се прекршувањата кои се утврдени од страна на инспекторот, односно непотполн состав на стручни комисии за давање на оценка и мислење. Утврдени се пропусти во смисла на неосновано исплатени средства на граѓани во случај кога правото за помош и нега од трето лице им престанало, како и пропусти во испитување на постоење на целокупните услови заради користење на минимална помош во случај кога ваквото право треба да се обнови последна година. Од страна на инспекторот донесено е решение со кое раководното лице на Центарот за социјална работа е задолжен да ги отстрани вака констатираните неправилности и за тоа е даден рок од 60 дена. По истекот на 60 дена, бидејќи не добивме повратна информација од Центарот за социјална работа во Тетово, доставивме повторно барање до инспекторатот за да изврши контролен инспекцијски надзор. Кај констатирано е со повторниот контролен инспекцијски надзор дека во 10 предмети направени се, надминати се констатираните неправилности, а додека за останатите 5 права за социјална помош даден е повторен рок од 60 дена за надминување на истите, како и изречена е опомена за службеното, односно одговорното лице на самиот центар. Имајќи во предвид дека вториот рок за надминување на констатираните неправилности
е некаде крајот на 7 месец. Предлагам и ДКСК цени дека нема елементи за понатамошно постапување од причина што веќе постапува секторот за инспекцијски надзор при Министерството за социјална политика, демографија и млади, да го запре своето постапување, а во исто време да доставиме известување за повторен контролен инспекцијски надзор за утврдените неправилности во вториот надзор и до Министерството и до Инспекцијски совет, имајќи во предвид надлежностите на Инспекцијски совет врз сите инспекторати во државата, вклучително и до инспекцијските служби кои што се во состав на министерствата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Софија Спасова Медарска. Повелете. Благодарам. Предмет со број 12, 2168 од 2024 година. Предметот е оформен по пријава поднесена од познат подносител против директор на Општинско основно училиште од општина Василево. Во пријавата се изнесени сомневања за непоседување на потребна лиценца за директор за пријавеното лице. Кон пријавата се доставени прилози од кои што е видно дека пред да ја поднесе пријавата до Државната комисија, пријавителот се обрекал до повеќе надлежни институции, меѓу кои Државниот просветен инспекторат, Инспекцијскиот совет, кои што веќе постапувале, како и до Народниот правобранител и биле извршени надзори од страна на сите посочени органи и од увидот во тие прилози се констатира дека не се утврдени законски пропусти, а Државниот просветен инспекторат извршил надзор врз основа на Законот за просветна инспекција и Законот за инспекцијски надзор, извршил вонреден инспекцијски надзор во посоченото Општинско основно училиште во врска со изнесените наводи за непоседување на лиценца, составен е записник, записникот е дел од списите на предметот, не се констатирани никакви законски пропусти. Ова било преиспитано од страна на Инспекцијскиот совет, кој исто така не утврдил неправилности при постапувањето на инспекторот, а и постапката е запрена и пред Народниот правобранител, поради тоа што не се потврдени наводите од пријавата. Поради тоа предлагам пријавата да се отфрли, бидејќи наводите не се потврдени, а веќе постапил друг надлежен орган кој што не констатирал повреда на законските одредби, ниту од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, ниту од материјалните закони кои што се однесуваат на областа образование. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Бесник Џемаили. Повелете. Благодарам. Предмет број 12/2429 од 16.9.2024 година. Од страна на непознат подносител поднесена е пријава против службено лице, поранешен ВД директор на одредена агенција на Република Северна Македонија. Подносителот на пријавата укажува на извршени злоупотреби на службената положба и овластување од страна на посочениот ВД директор, кој во временскиот период, декември 2021 година, до негово разрешување од влада на Република Северна Македонија, на начин спротивен од Закон за јавни набавки, го реновирал и опремил со мебел службениот кабинет. Истовремено, пријавеното лице, спротивно на законот, склучил договор за вршење на адвокатски услуги со адвокатот и на истиот му исплатил парични средства од сметката на агенцијата, и тоа двојно. Подносителот на пријавата бара да се превземат мерки и да се констатират извршените законски повреди.
Заради проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба, во пријавениот случај, ДКСК достави барање за прибирање информации до јавното обвинителство на Република Северна Македонија за тоа дали истата постапил по истиот предмет со истите наводи. Во законскиот утврдениот рок, добиени се барани информации и од увидот во прибената документација утврдена дека во основното јавно обвинителство е оформен предмет поради постоење на основање сомневање за сторен кривично дело од страна на ВД директорот на агенцијата, по која се уште се постапува. И поради тоа, од горе наведеното, ДКСК утврди дека нема елементи за натамошно постапување по предметот, односно дека за предметниот случај во тек се постапки пред други надлежни органи и поради тоа предлагам предметот доставен до ДКСК да се запира и се да се затвори архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање членот Зоран Богоевски. Повелете. Благодарам. Предмет број 12-498 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од непознат подносител со наводи за злоупотреба на службени возила во Државен инспекторат. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи за користењето на возилата за приватни потреби во време траење од 24 часа, и тоа не само од страна на службениците кои поседуваат документ за мобилност и достапност, туку и од страна на службеници кои извршуваат административни задачи за кои немаат потреба од користење на службено возило. Во пријавата исто така се посочени и конкретни случаи на користење на возила за приватни цели, не поврзани за завршување на работни задачи надвор од работното време. Заради проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба во овој случај, се обративме за доставување на податоци и информации до Државниот инспекторат, до Генералниот секретаријат на владата на Република Северна Македонија, истовремено и до Инспекцијскиот совет. Со во доставените податоци, информации и документација, констатиравме дека Инспекторатот има донесено интерни акти кои се однесуваат на користењето на службените возила, врз чија основа се издаваат задолжувања за користење на службено возило и месечни патни налози. Имено, Државниот инспекторат има донесено правилник за користење и сервисирање на возниот парк на Државниот инспекторат, набавка, начин на користење на гориво и начин на користење и следење на GPS системите на возилото, како и измени на наведениот правилник. Според правилникот, раководните административни службеници и одредени службени лица, кои освен директорот имаат право на 24 часа на користење на службеното возило, можат да користат возило со одобрување од страна на раководното лице на институцијата. Во истиот правилник се пропишени причините поради кои новија лица вработени во Државниот инспекторат им е овозможено да ги користат службените возила 24 часа на ден. Во врска со наводите изнесени во пријавата, врз чија основа е оформен овој предмет, по преставка од 23.5.2024 година, доставена од кабинетот на заменикот на претседателот на владата на Република Северна Македонија, заложен за политики за добро владење, постапувал и Инспекцијскиот совет, при кое постапување наводите за злоупотреба на службените возила биле отфрлени како неточни и невистините. Врз основа на наведеното, може да констатираме следно. Во однос на наводите за злоупотреба на службените возила од страна на службените лица, имајќи ги во предвид одредбите содржани во правилникот, ДКСК цени дека врз основа на добиените информации во случајот не може да се констатира повреда на закон. Во однос на интерните акти со кои е регулирано користењето на службените возила, ДКСК цени дека истите содржат слабости што може да доведат до злоупотреба на службените возила. Имено, и покрај тоа што во правилникот се пропишани причините поради кои на дел од вработените во инспекторатот им е овозможено да ги користат службените возила 24 часа за службени цели, нивната формулација овозможува широка дискреција на директорот на Државниот инспекторат при одлучување за давање на користењето на возилата.
ДКСК цени дека во услови на отсуство на соодветни интерни контроли на користењето на возилата за службени потреби, од истото произлегува постојан ризик од злоупотреба на службените возила. Следствено на тоа, ДКСК утврди дека во однос на наводите за злоупотреба на службените возила од страна на службените лица, врз основа на добиените информации, во овој случај не може да се констатира повреда на закон. Заради наведеното, предлагам постапката по предметот 12-498 од 2024 година да се запише. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Се извинува мало дополнување. Повели Цвето? Колега Богоевски, рефериравте дека и одлуката ќе ја доставите до министерот за добро владење во смисла на подзаконскиот акт. Само тоа да дополнам. Да, се извинувам. Истото одлука ќе биде доставено до вице-премиерот задлужен за политика за добро владење. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Сервет Демир. Повелете. Благодарам. Предметот одбрана на корупција. Предмет број 12 2754 од 2024 година од страна на познат поднесител поднесена е пријава против Министерството за здравство и Комисијата за оценување на исполненост на условите во однос на простор, опрема и кадар за огледување на канабис за медицински цели. Оформен е предметот. Наводите во пријавата се однесуваат на вонреден инспекцијски надзор од страна на Министерството, придружувано од МВР, при што бил извршен увид на лице место од страна на комисијата, при што биле констатирани одредени забелешки, а по кои забелешки поднесителот на пријавата постапил на начин што ги отстрани недостатоците и ја доставил барана документација до комисијата. Имено поднесителот на пријавата преку неколку месеци добил одобрение за одгледување на канабис за медицински цели од Министерството, дури од истите членови на комисијата кои по оцена на исполнетоста на техничките услови и кадарот му одобриле огледување на канабис, а по согласноста издадена од владата за поднесителот на пријавата било спорно како неколку месеци по добивањето на одобрението поради одредени минимални забелешки кои биле коригирани од негова страна, а не представувал суштински отстапување од условите предвидени за вршење на дејноста, комисијата предлагала да вака издаденото одобрение да биде одземено, кој предлог бил доставен до владата без поднесителот воопшто да биде предупреден. Поради наведеното, поднесителот на пријавата бара владата да не издаде согласноста за одземање на одобрението за огледување на канабис за медицински цели на поднесителот, туку да му наложи на Министерството за здравство да изврши повторна контрола за исполнетоста на условите предвидени во законот. Според член 29б, став 5 и став 6 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, исполнувањето на условите во однос на простор, опремата и кадар за добивање на одобрение за огледување на канабис го оценува комисија формирана од Министерот за здравство, составено од двајта представници од Министерството за здравство, еден представник од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и еден представник од Агенцијата за лекови и медицински средства и еден специјалист од областа на лековити растенија. Одобрението за одгледување на канабис го издава Министерството за здравство во рок од 30 дена од денот на добивањето во согласност на владата на Република Северна Македонија. ДКС констатира дека согласно Законот за спречување на корупцијата и суди на интереси нема елементи за надлежно постапување за предприемство, бидејќи за истиот предмет во тек е постапка пред други надлежни органи. Поради наведеното, предлагам на комисијата да донесе одлука да се отфрла пријавата, а да се достави до Министерството за здравство, известување и предметот за понатамошно надлежно постапување. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката.
Следно за реферирање сум јас, ке продолжам со предмет од областа на спречување на корупцијата. Предмет број 122644 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител, доставена против поранешен министер за внатрешни работи, а наводите од пријавата се однесуваат за сомневање за повреда на одредбите од Законот за внатрешни работи од страна на поранешниот министер, со тоа што подпишал наредба за лицето подносител на пријавата од работно место командир на полициска станица за граничен надзор да биде задолжен и да извршува работни задачи на работно место самостоен инспектор во регионален центар за гранични работи, и тоа непрекинато, редоследно со издадени 4 месечни писмени наредби, односно подолго од 30 дена или вкупно во траење од 120 дена. Имајќи ги предвид наводите од пријавата, се обративме до одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди да постапат во рамките на своите надлежности и да извршат контрола во однос на спроведената постапка за распоредување на лицето подносител на пријавата. Во законски предвидениот рок е добиен одговор, каде што се наведува дека биле извршени потребните проверки во надлежните организациони единици и констатирано е дека од страна на одделот за заеднички работи и управување со човечки ресурси, со акт од 11.8.2023 година е донесен од страна на поранешен началник, било доставено барање за изготвување на наредба за работникот, со која се прераспоредува од едно на друго работно место, како што има самиот наведено во пријавата. И се укажува дека врз основа на горе наведеното барање од страна на поранешниот министер била донесена наредба од 24.8.2023 година, со кој именуваниот се задолжил да извршува работи и задачи од работно место самостоен инспектор во прифатен центар за странци за периодот до 4.10.2023 година. Исто така се известува и дека согласно потребата од понатамошно задолжување на работникот да извршува работи и работни задачи во организацијската единица, каде што бил задолжен, биле донесени уште 3 наредби за негово задолжување, а во известувањето од одделот за внатрешна контрола се наведува дека истиот бил согласен да ги извршува работите и работните задачи од работното место за кој што добил задолжение. Исто така, од страна на одделот за внатрешна контрола не се констатирани неправилности во распоредувањето за кое што е поднесена пријавата. Имајќи го предвид наведеното дека постапил надлежен орган кој што не констатирал неправилности, предлагам постапувањето пред Државната комисија да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Цвета Ристовска. Повелете. Благодарам. Предмет број 2. Јас се извинувам, не се слушате. Ако може бројот пак, се извинувам. Предмет број 12/3133 од 2024 година. Се слушаме, Катица? Да, ворете, благодарам. Благодарам. Представката е поднесена од познат подносител со наводи дека градоначалник на општина во Скопскиот регион, заедно или подпомогнат од државен правобранител, има извршено постапка на легализација на диво изграден објект викендица, исто така на територијата на Скопскиот регион, поради што се изнесени наводи за сомневање за злоупотреба на службена должност. Имајќи во предвид дека во пријавата е наведено дека истата е доставена и до други надлежни институции, се обративме со барање до јавното обвинителство и оттаму добивме одговор во кој се наведува дека до основното јавно обвинителство поднесена е пријава со исти и слични наводи. Обвинителството оформил предмет, постапува по доставената пријава,
поради што предлагам дека ДКСК нема елементи за понатамошно постапување, од причина што за предметниот случај постапува друг надлежен орган и предлагам постапката да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање членот Софија Спасова Медарска. Повелете. Благодарам. Предмет број 12.2420 од 24 година. Пријава поднесена од познат подносител со наводи за сомневање за незаконски спроведена постапка за вработување по јавен оглас во општинско средно училиште на подрачје на една општина. По извршени проверки утврдено е дека ДКСК веќе си има произнесено за предмет оформен по пријава со исти наводи и има донесена одлука од своја надлежност на 11-тата седница под број 12.2496, поради што предлагам пријавата да ја отфрлиме, бидејќи Државната комисија веќе има постапено по друг предмет во врска со истите наводи и има донесено одлука со која што не биле констатирани неправилности. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Бесник Џемаили. Повелете. Благодарам. Предмет број 08.4899 од 15.11.2021 година. Предметот е отворен по собствена иницијатива. ДКСК на колегиум одржан на 29.2021 година заклучи да изврши проверка во службен весник на Република Северна Македонија во 2021 година и да утврди кои лица се избрани именувани лица, односно на кои лица им престанува функцијата и да се направи увид во својата евиденција за да се утврди кои лица не ја исполни законската обврска за поднесување анкетен лист до ДКСК по избор на именување, односно по престанок на функцијата. ДКСК од извршениот увид во својата евиденција констатира дека службеното лице во законскиот предвидениот рок по именување на функцијата член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на одредено јавно предпријатие не поднел анкетен лист до ДКСК, со што постапиле спротивно на член 82 од Закон за спречување на корупција и суди на интереси, врз основа на член 114 став 3 од Закон за спречување на корупција и суди на интереси, ДКСК на именуваното лице му издаде и достави прекршачен платен налог. Од страна на именуваното лице не е постапена по однос на издадениот прекршачен платен налог, пошто ДКСК поднесе барање за поведување прекршачна постапка до прекршачната комисија при ДКСК. Прекршачната комисија донесе решение од 16.7.2024 година во кое го прогласува за одговорен. Врз основа на горе наведеното, ДКСК констатира дека нема елементи за нејзино понатамошно постапување и поради тоа предлагам предметот да се запира и истиот да се затвори архивира. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Зоран Богоевски. Повелете. Благодарам. Предмет број 12.2410 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител. Подносителот во пријавата изнесува наводи за сомневање за незаконитости во врска со спроведување на конкурс за избор на наставник во сите научни звања по предметите од наставно-научни области интерна медицина, геријатрија, здравствена нега и хематологија, во постапката за избор на наставник во предметот по интерна медицина и хематологија на медицинскиот факултет. Според подносителот, рецензионата комисија не постапила согласно законот, односно извршила несоодветно и неправедно бодирање на пријавените кандидати. Со цел утврдување на фактичката состојба по оформениот предмет,
а имајќи го преди сознанието дека до Државниот просветен инспекторат е поднесена пријава со исти наводи, побаравме доставување на информации и прилог документација од Државниот просветен инспекторат, пошто истата ни беше доставена и со увид во доставената документација утврдивме дека Државниот просветен инспекторат на ден 2.10.2024 година има извршено водреден инспекцијски надзор во врска со спроведената постапка за избор на наставник, при кој инспекцијски надзор не утврдил неправилности во работењето на субјектот, поради што истиот ја има запрено постапка. Заради наведеното, предлагам постапката по овој предмет 12-2410 од 11.9.2024 година да се запре, бидејќи утврдивме дека нема повреда на одредбите од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, а веќе има постапувано и друг надлежен орган, по истите или слични наводи. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е Сервет Демири. Повелете. Благодарам. Предмет број 12-3028 од 2024 година од страна на познат поднесител поднесена пријава со наводи за измама од страна на приматели на социјална помош. Во пријавата поднесителот, без да укаже на коруптивни дејства и без да посочи незаконити или недозволиви дејства на службени лица при вршењето на службената должност, наведува дека членови на одредено семејство се корисници на надоместок за социјална помош и надоместок за помош и нега од друго лице. Проследува на наведеното, во пријавата, по разгледување на предметните наводи, дека се констатира дека во случајот станува збор за наводи кои не се предмет за нејзино надлежно постапување, имајќи предвид дека условите за стекнување право на парична помош од социјална заштита се утврдени во Закон за социјална заштита, за кои услови врши надзор за следувањето одредбите на овој закон го врши Министерството за социјална политика, демографија и млади, ДКСК оцени дека предметот да го достави на надлежно постапување до Министерство за социјална политика, демографија и млади. Во основа на наведеното, предлагам да се отфрли пријавата, да се донесе одлуката да се отфрли пријавата и предметот да се достави на надлежно постапување до Министерство за социјална политика, демографија и млади. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Песник? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следно за реферирање сум јас, ќе реферирам предмет од областа на спречување на корупцијата, број 12-2667. Предметот е оформен врз основа на пријава од непознат подносител, која првично била поднесена до Министерството за образование и наука, проследена до Државниот просветен инспекторат, кој истата ја има проследено на надлежно постапување до Државната комисија. Во пријавата се содржани наводи за незаконско работење на службено лице, директор на основно училиште, во врска со спроведена цесија при реализирана јавна набавка за реконструкција на спортско игралиште во 2020 година. Исто така се содржани и наводи за незаконско работење на друг директор на основно училиште за неправилно формирање на паралелки без добиена согласност од Министерството за образование и наука. По увидот во содржината на пријавата и увидот од службената евиденција, констатиравме дека Државната комисија по овие наводи има донесена одлука на својата 77 седница, одржана на 14.11.2022 година, која што одлука е заведена под број 12-7051 и јавно објавена во деперсонализирана форма на нашата веб страна. По постапувањето по овој предмет, покрај одлуката предметот е проследен на постапување до Управата за финансиска полиција.
поради што се обративме до Управата за финансиска полиција да побараме исход во однос на претходно доставената исход од постапувањето во однос на претходно доставеното известување, од каде што добивме известување дека во однос на предметните наводи се преземаат действија и активности од законска надлежност на полицијата. И имајќи го предвид наведеното, констатиравме дека постапува надлежен орган, поради што предлагам постапувањето, а и Државната комисија веќе има претходно постапувано, поради што предлагам постапувањето по овој предмет да се запре. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Света Ристовска. Повелете. Благодарам. Предмет број 12 и реш 671 од 2025 година. Пријавата е поднесена од познат подносител против градоначалник на општина со наводи за сомневање за неправилности во постапка за вработување на административен службеник во општината. Во пријавата се наведува дека градоначалникот објавил оглас за вработување на административен службеник. Пријавителот бил еден од кандидатите на наведениот оглас, дека ја поминал првата фаза од административната проверка и добил известување од Агенцијата за администрација дека постапката по огласот е запрена по барање на општината од причина што за ваквото вработување не биле обезбедени финансиски средства. Согласно наведеното, ДКСК констатира дека во предметната постапка за вработување нема вработен административен службеник, истата е запрена заради неисполнување на потребните услови, дека кон огласот треба да биде доставено и известување од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства за таквото ново вработување, поради што предлагам пријавата по наведениот предмет да се отфрли. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Софија Спасова Медарска. Повелете. Благодарам. Предмет број 12.362 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на поднесена пријава од непознат подносител по електронски пат. Според наводите во пријавата се укажува на постоење на сомнежи за прекршување на одредбите од членот 34 став 1 алинеја 3 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, бидејќи од страна на службено лице, поранешен министер во владата, за време на изборен процес било закажано основачко собрание на Комора на вештаци со цел избор на членови и на органите и на комисиите во комората. По извршениот увид во содржината на пријавата се констатира дека во конкретниот случај не станува збор за вработување на службени лица во државни институции или правни лица со државен капитал, туку за свикување на основачко собрание на Комора на вештаци согласно со одредбите од важечкиот закон за вештачење и законот за стопанските комори, поради што не се констатирани повреди на одредбите од законот за спречување на корупција и судирни интереси и наводите од пријавата не се потврдуваат. Предлагам постапката број 12-1362 да се запре. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Бесник Џемаили. Повелете. Благодарам. Предмет број 08-4868 од 12.11.2021 година. Предметот е оформен по сопствена иницијатива од причина што Државната комисија за спречување на корупција по извршениот увид во својата евиденција констатирала дека службеното лице во законскиот предвидениот рок по престанок на функцијата
ВД заменик директор на Државен испитен центар не поднел изјава за имотна состојба и интереси до ДКСК. Поради тоа, на колегиум одржан на ден 4.10.2021 година, Државната комисија донела заклучок да иницира прекршочна постапка против именуваното лице за сторен прекршок по член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и судење на интереси и казни по член 109 од истиот закон. Во конкретниот случај, разрешувањето на службеното лице за ВД директор на Државен испитен центар на ден 30.7.2021 година и согласно со член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и судење на интереси, истиот имал обврска најдосно во рок од 30 дена од денот на престанокот, односно до 30.8.2021 година, да поднесе изјава за имотна состојба и интереси до ДКСК, имајќи предвид дека се изминати повеќе од 2 година од денот кога е сторен прекршокот, а прекршочната постапка против сторителот на прекршокот не е поведена, настапила застареност на прекршочното гонење согласно член 47 став 1 и 4 од Закон за прекршоците, и поради тоа прекршочната постапка не може да се поведе ниту да се води, и од наведените причини предлагам постапката по овој предмет да се запира, бидејќи ДКСК нема елементи за натамошно постапување и истиот да се затвори и архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Зоран Богоевски, повелете. Благодарам. Предмет број 12-2717 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од непознат подносител со наводи за злоупотреба на службена положба на 4 лица вработени во јавно претпријатие Национални шуми. Во пријавата наведено дека по истата пријава истата е доставена за надлежно постапување и до останата институција, меѓу кои јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Во насока на утврдување на фактичката состојба, ДКСК се обрати до јавното обвинителство со прибирани податоци и информации дали истото постапува по предмет со исти или слични наводи. Од страна на надлежниот орган не беше доставено известување дека по истите или слични наводи е оформен предмет и по истиот се уште се постапува. Заради наведеното, предлагам постапката по овој предмет да се запре, бидејќи постапува друг надлежен орган, односно ОЈОСКО. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Сервет Демири, повелете. Благодарам. Предмет број 12-2815 од 2024 година од познат поднесител доставена пријава со наводи за сомневање за незаконско постапување на судовите во поведена постапка за утврдување на право на собственост над имот стегнат во заеднички брак за поделба на заеднички имот по развод на бракот и за надомесна штета против лицето, поранешен сопруг на поднесителот. Во пријавата се наведува дека Основниот граѓански суд Скопје донел пресуда со која поднесителот бил исклучен од правото на собственост од 90% од вредноста на заедничкиот имот стегнат во брак со поранешниот сопруг со образложение дека истата не учествувала во уделите на правните лица што нејзиниот сопруг ги поседувал, туку учествувала само во создавањето и зголемувањето на движниот и движниот имот евидентиран како собственост на горенаведеното лице. По разгледување на содржината на пријавата, ДКСК констатира дека во конкретниот случај се работи за повреда на индивидуално право на поднесителот, чија заштита ја побарал и остварил пред надлежните судови, зашто се донесена и одлука од Граѓанскиот суд. Имајќи го предвид горенаведеното, ДКСК цени дека во конкретниот случај нема елементи за надлежно постапување, поради тоа што пријавените наводи се однесуваат на прашања кои не се предмет на нејзино постапување и за истите се надлежни други органи кои постапиле и донеле одлуки. Поради наведеното, предлагам на комисијата да донесе одлука да се утврди пријавата.
Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Предмет број 122918 оформен е по пријава поднесена од познат подносител, односно од страна на здружение, а подносителите, односно групата правни лица, наведуваат дека на ден 2.2.2024 година од страна на Основен суд е донесено решение за отворање на стечајна постапка над имотот на правно лице и според нив е утврдено продажба на истиот за многу ниска цена и нереална со пазарната цена, што оневозможува еднакво намирување на сите побарувања на стечајните доверители. Подносителот на пријавата наведува дека околу 80 правни лица кои се членови на здружението кој што ја поднесува пријавата, воопшто нема да можат да си го намират своето побарување од стечајната маса на ова друштво кое е продадено со многу ниска цена, поради вака донесеното решение од страна на Основниот суд. Имајќи ги предвид наводите од пријавата, како и надлежностите на Судскиот совет на Република Северна Македонија, предлагам пријавата пред Државната комисија да се отфрли, а да се достави на надлежно постапување до Судскиот совет на Република Северна Македонија со цел да го преиспита постапувањето на Основниот суд при донесувањето на предметното решение. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Цвета Ристовска. Повелете. Благодарам. Предмет број 08/3816 од 2021 година, оформен по собствена иницијатива, од причина што Државната комисија при увид во евиденцијата констатирала дека именувано лице на функција член на Совет за заштита на потрошувачи не поднело изјава за имотна состојба и интереси до ДКСК. Имено во законски предвидениот рок до именуваната од страна на комисијата доставен е предлог за постапка за порамнување, која се покажа како неуспешна. Поради тоа, поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка до прекршочната комисија на ДКСК, зашто донесено е решение од 30.12.2024 година. Имајќи ги предвид наведените превземени действија од страна на ДКСК, констатиравме дека нема елементи за наше понатамошно постапување, поради што предлагам предметот да се запре. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Софија Спасова Медарска, повелете. Предмет број 08/3535 од 22 година. Предметот бил оформен по представка од непознат подносител со наводи дека пријавеното лице во законски предвиден рок по именување по изборна функција директор на средно училиште од Скопје не поднел изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија, со што сторил прекршок по членот 82 став 1 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, казнив по член 109 од истиот закон. Од документацијата е видно дека изборот на функција бил на ден 12.10.2022 година, што значи дека обврската за поднесување на изјава за имотна состојба и интереси требало да исполни заклучно со 14.11.2022 година. Па имајќи предвид дека се изминати повеќе од 2 години од денот кога е сторен прекршокот, а не е поведена прекршочна постапка против сторителот, настапена е веќе застареност на прекршочно гонење и прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води, па предлагам да ја запреме постапката по предметот број 08/3535 од 22 година. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Бесник Џемаили, повелете.
Благодарам. Предмет број 12.616 од 6.2.2025 година. Од страна на познат подносител поднесена е пријава против председател на одреден основен суд и против вработено лице во истиот основен суд. Во пријавата подносителот наведува дека претставката ја поднел поради несовесно работење на судската власт, со што му била нанесена неправда и огромна штета, како и поради барање и примање на подкуп од страна на пријавените лица, кои што незаконски барале пари со ветување дека ќе помагат во судски постапки или во спротивна дека ќе ги изгубел истите. Имено на подносител на пријавата му било ветено повторување на истите постапки. Согласно пропишаното во член 36 став 1 Законот за судскиот совет е надлежен да ја следи и оцени работата на судиите, односно е надлежен да постапува по претставките и поплаките на граѓаните и правните лица за работата на судиите, председателите и судовите и судовите. По разгледување на предметите наводи и релевантните законски одредби, ДКСК констатира во случајот по пријавените наводи, односно действијата, друг орган е надлежен да поставува по истото и поради што предметната пријава заедно со приложите ќе се достава до судски совет на надлежно постапување. И врз основа на наведеното, предлагам предметот доставен до ДКСК да се отфрла и истиот да се затвори и архивира. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Зоран Богоевски, повели. Благодарам. Предмет број 12.541 од 2025 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од непознат подносител, а против лице директор на универзитетска клиника. Во доставената пријава се изнесени наводи за сомневање злоупотреба на службената положба на лицето, директор на универзитетска клиника, бидејќи дозволил на клиниката да се употребуваат необезбедни и нелегални медицински помагала, донесени нелегално преку граница од производител кој не е регистриран во земјата, ниту е направен законски одобрен интервентен увоз за истите. По разгледување на пријавата и приложените документи, утврдивме дека по исти или слични наводи веќе постапувал друг надлежен орган, односно Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Заради наведеното, предлагам пријавата да се отфрли, бидејќи ДКСК, согласно Закон за спречување на корупција и судирање на интереси, нема елементи за надлежно постапување, а по истите наводи веќе постапувал друг надлежен орган, односно Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Сервет Демири, повелете. Благодарам. Пред да почнам со реферирање на следниот предмет, сакам да дополнам во врска со претходниот предмет што го реферирав, предметот со број 12.2815 од 2024 година. Предметот ќе се достави на надлежно постапување до судскиот совет. Во тој случај, повторно го ставам на гласање предметот број 2185. Кој е за да се достави на надлежно постапување? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Повелете, Сервет. Предмет со број 12538 од 2025 година. Предметот е оформен по пријава во која се изнесени наводи за сомневање за незаконски избор за вонреден професор во областите припрема за печатање, технологии на печатење, графички процеси, машини во Технички факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Поднесител во пријавата наведува дека при спроведувањето на постапката по конкурсот за избор во наставно научно звање не се
испочитувани членот 166 став 2 точка 2 и членот 173 став 6 од Законот за високото образование. Во насока на утврдување на фактичката состојба, по предметот ДКСК достави барање за прибирање на информации до Државниот просветен инспекторат, да врши надзор во врска со поставката. Државниот просветен инспекторат достави записник во кој се наведува дека во основа на приложена документација на кандидатите која била во согласност со Законот за високо образование и при правилникот за посебните услови за избор во наставно-научни и наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, Рецензентската комисија донела заклучок и предложила до Наставно-научниот совет на Технички факултет во Битола дека и двајцата пријавени кандидати ги исполнуваат условите да бидат унапредени и избрани во звањето вонреден професор во наставно-научните области и тоа припрема и печатење и технологии за печатење, графички процеси и машини и графички материјали. Државниот просветен инспекторат исто така не утврди никакви неправилности во работењето на субјектот на надзорот и констатира дека изборот на лицата во наставно научно звање вонреден професор е во согласност со членот 166 став 2 точка 2 и членот 173 став 1, 8 и 9 од Законот за високо образование. Имајќи го предвид горе наведеното, ДКСК цени дека во конкретен случај нема елементи за натамошно постапување, отклучено што не се потврдуваат наводите од пријавата и одлучи и му предлагам на комисијата да донесе предлог одлука да се запира постапката, бидејќи не се потврдуваат наводите на пријавата. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Јас ќе продолжам со предметот областа на имотната состојба 081993 од 2024 година, кој што е оформен по сопствена иницијатива. Од увидот во својата евиденција утврдивме дека службено лице по престанок на функцијата пратеник во собранието не поднело изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија. На лицето му издаден прекршочен платен налог за сторен прекршок по член 82 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, казнив по член 109 од истиот закон. Со оглед на тоа што постапката за порамнување не беше успешна, поднесовме барање за поведување на прекршочна постапка до прекршочната комисија на Државната комисија, која што донесе решение со која што сторителот на прекршокот го прогласи за одговорен, пошто констатиравме дека нема елементи за натамошно постапување во конкретниот случај и предлагам постапувањето по предметот да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Цвета Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет број 08-5073 од имено предметот е оформен врз основа на поднесена анонимна пријава со наводи дека директорот на Филхармонијата нема поднесено анкетен лист до Државната комисија. Извршивме увид во нашата евиденција и констатиравме дека ВД директорот има поднесено изјава за имотна состојба и судирни интереси, поради што постапувањето по предметот предлагам пријавата да се отфрли, а постапувањето да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Следен за реферирање е членот Софија Спасова Медарска. Повелете. Благодарам. Пријава предмет со број 12-3158 од 2024 година. Пријавата е насловена како кривична пријава, анонимна е од непознат подносител и без прилози.
Истовремено, истата е доставена и до Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и надлежно основно јавно обвинителство. Во пријавата се изнесуваат наводи со кои се потсочува дека повеќе пријавени лица преземале повеќе незаконски действија при регистрирање на Сдружение на пензионери, со што сториле што според пријавителот сториле повеќе кривични дела, и тоа фалсификување на исправа, измама, давање на лажни податоци, составување на исправа со невистинита содржина, понатаму злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење во службата. Се бара надлежно постапување и од Државната комисија, меѓутоа, со оглед дека веќе е поднесена пријавата до надлежен орган за сторители на кривични дела, предлагам нашето постапување да го запреме, бидејќи веќе е пријавено до соодветен надлежен орган, кој што, доколку цени дека има доволно докази, ќе постапува понатаму. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена од страна на комисијата. Бесник Џемаили, повелете. Предмет број 09/2230 од 19.8.2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител, во која се изнесуваат наводи за судени интереси против поранешни службени лица, односно поранешен државен секретар во одредено министерство и поранешен државен секретар во одредена државна институција. Имено во пријавата има наводи дека посоченото лице, која од 2013 до 2017 година ја извршувала функцијата државен секретар во одредено министерство и со меѓународен партнер потпишала соработка и заедничко финансирање на различни проекти со буџетски пари, за да подоцно по завршување на функцијата побарала апанажа по што се вработува како проект менаџер во истата за проект кој претходно го договарала од позицијата на државен секретар. Вториот случај кој е пријавен се однесува на лицето поранешен државен секретар во одредена државна институција, која истата функција извршувал од 2018 до 2022 година. Веднаш по завршување на спомената функција се работила како проект менаџер во канцеларијата на меѓународен партнер, иако претходно од позицијата на државен секретар во посочената институција остварила соработка со истите, презентирајќи заеднички проекти. Заради утврдување на фактичката состојба и проверка на наводите во пријавата, ДКСК се обрати до соодветните институции и врз основа на прибраната документација се утврди дека лицето првото лице била на функција државен секретар во посоченото министерство во период од 16.10.2023 година до 1.6.2017 година, но Државната комисија за спречување на корупција нема законски основ да утврди дали лицето, поранешен државен секретар во одреденото министерство, извршило или не извршило повреда на член 47 од Закон за спречување на корупција и судени интереси, кој е уредено ограничување на завршење дејност по престанок на функцијата, бидејќи овој закон влегува во сила од 19.1.2019 година, односно по завршување на мандатот на споменатото лице. Од тој аспект, безпредметно е постапување во конкретен случај, бидејќи не произлегол соодветно ефект од истото, односно не може да се изрече соодветна мерка. Понатаму, по однос на наводите за повреда на одредено Закон за спречување на корупција и судир на интереси, кои се однесуваат на ограничувањето на вршење дејности по престанок на функцијата од страна на посоченото лице, ДКСК во два наврати се обиде да добие одговор од канцеларијата на меѓународен партнер дали наведеното лице, односно пријавените лице е ангажирано по друг основ во истата. Одговор по однос на ова барање не беше доставен и поради недобиениот одговор од страна на канцеларијата на меѓународниот партнер, ДКСК се обрати до Агенцијата за валутување на Република Северна Македонија, пошто видно од извадокот
од компјутерската евиденција на Агенцијата за обработување на Република Северна Македонија, на регистрирани пријави објави М1 М2 за споменато лице, истата не е вработена во канцеларијата на меѓународен партнер. Со оглед дека ДКСК не утврди повреда на одредбите од Законот за спречување корупција и судени на интереси од страна на пријавените лица, нема елементи за понатамошно постапување и поради тоа предлагам предметот да се запира и истиот да се затвори архиви. Предлог одлуката ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Зоран Богоевски, повелете. Благодарам. Предмет број 12-3261 од 2024 година. Предметот е оформен по поднесена пријава од непознат подносител со наводи кои се однесуваат на сомнежи за незаконски донесена програма за урбанистичко планирање за 2025 година од страна на општина. Со цел испитување на состојбите за предметниот случај, ДКСК се обрати до надлежен државен орган, односно Државниот инспекторат за локална самоуправа на Република Северна Македонија, од каде побаравме испитување на предметните наводи со вршење на водреден инспекцијски надзор. Од страна на претходно споменатиот орган, односно Државниот инспекторат за локална самоуправа, извршен е водреден инспекцијски надзор и доставен е одговор до Државната комисија, според кој горе означениот акт, односно Програмата за урбанистичко планирање за 2025 година, е донесена во согласност со прописите кои го уредуваат работењето на локалната самоуправа на Република Северна Македонија. Поради наведеното, односно поради тоа што не се констатирани неправилности, пропусти и недостатоци, предлагам постапувањето по овој предмет да се запре, а истиот да се затвори архиви. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата ја донесе одлуката едногласно. Сервет Демири, повелете. Благодарам. Во врска со предметот што се го реферирам, барам да се исклучи колешката членот Света Рисовска, бидејќи согласно деловникот поднел барање за иземање од овој предмет. Предмет број 12-1422 од 2024 година. Предметот е оформен во основа на поднесена пријава од непознат поднесител. Изнесените наводи во пријавата се однесуваат на сомнежи за незаконско работење и спроведување на јавни набавки од страна на раковни службени лица во акционерско друштво. Во прилог на пријавата е доставен и конечен извештај од Државен завод за ревизија, повидот во содржината на пријавата и доставениот извештај, конечен извештај, ДКСК побара податоци информации за предметниот случај од друг надлежен орган. Од негова страна до ДКСК е доставен одговор според кој од претходно споменатиот надлежен орган се преземаат веќе активности по насока на утврдување на состојбите за предметниот случај. Поради наведеното, предлагам да се запира постапката, бидејќи за конкретен случај постапува друг надлежен орган. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно со 5 гласа ја донесе одлуката. Да се приклучи колешката и ќе продолжиме со реферирање.
Продолжуваме предмет број 082001 од 2024 година. Предметот е оформен по сопствена иницијатива. Од извршениот увид во својата евиденција констатирано е дека службено лице во законски предвидениот рок по престанок на функцијата пратеник нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија. Имајќи го предвид на горе наведеното, издаден е прекршочен платен налог и записник за констатиран прекршок, пошто лицето во законски предвидениот рок ја има уплатено глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог. Имајќи го предвид наведеното, предлагам постапувањето по предметот да се запре и истиот да се затвори и архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Цвета Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет 08-2601. Представката е доставена од непознат подносител, а се однесува на состојбата дека член на управен одбор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово нема поднесено пријава за проверка на имотната состојба, имено согласно член 82 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, наведеното лице не е службено лице согласно став 1 од истото, поради што ДКСК утврди дека немаме елементи за понатамошно постапување, предлагам предметот да се отфрли. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Софија Спасова Медарска, повелете. Предмет од областа на судирни интереси, број 09-1677 од 2024 година. Во случајот, предметот е оформен по пријава од познат подносител, овластен раководител на сектор за инспекцијски надзор при една општина, и во неја се посочува за постоење на судирни интереси кај градежен инспектор вработен во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, бидејќи тој судир на интереси според пријавителот е детектиран при постапување во конкретен предмет во кој што се наведува било постапувано и од страна на негова сестра, која што е вработена како овластен градежен инспектор во општината од каде што е и пријавителот. Државната комисија, за да ги провери наводите од пријавата, поднесе барање за доставување на податоци и информации до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, и тоа како во однос на лицето вработено во Државниот инспекторат, кое што е пријавено, извршените надзори од негова страна во посочената општина, за извршениот надзор во конкретниот предмет во кој што се посочува дека настанала состојба на судирни интереси, како и дали ова лице има пријавено дека во општината како инспектор е вработено негово блиско лице, и донесените евентуални одлуки од страна на Државниот инспекторат во врска со ваквото негово известување и евентуално поднесени барања за изземање од негова страна. Во законски предвидениот рок ни беше одговорено од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и доставена е бараната документација во прилог и воедно бараат и насоки за понатамошно постапување од страна на Државната комисија. Видно од доставената документација и одговорот од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам е дека пријавеното лице е вработено во Државниот инспекторат на работно место самостоен инспектор, во прилог е доставено решението, како и исто така доставени се податоци дека истото лице има вршено надзор во општината, која што е посочена, меѓутоа дека конкретно врз работата на неговата сестра нема вршено надзор. Во врска со посочениот конкретен предмет,
доставен е записник за извршен инспекцијски надзор, од каде што е видно кој го има извршено надзорот, и видно од тој записник е дека пријавениот државен инспектор има вршено надзор врз работата на друг овластен градежен инспектор од соодветната општина, на кој надзор бил присутен и раководителот на оделение за инспекцијски надзор во општината, но дека во тој предмет никакви работни активности нема преземено неговото блиско лице, неговата сестра. Понатаму државниот инспекторат не известува дека пријавениот инспектор ги има известено кога неговата сестра се вработила во посочената општина како областен градежен инспектор и дека државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и инспекторот постојано се во координација да таквата врска не представува никакво, да не предизвика судирни интереси при постапувањето на пријавениот инспектор. Не известуваат и дека досега од општината каде што е вработено блиското лице на пријавениот инспектор, не е доставено барање за изземање на пријавениот државен инспектор за предмети кои што за било какви предмети од оваа општина, ниту за предмети каде што постапувала неговата сестра. Од сето погоре образложено и од доставената документација произлегува дека во конкретниот случај нема повреда на законските одредби од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, во смисла дека не е настаната состојба на судирни интереси кај пријавеното лице и негово блиско лице, односно преземени се мерки од страна на државниот инспекторат да се избегне настанување на судирни интереси и потенцијален судирни интереси, односно се има предвид при давањето на налог за вршење на инспекцијски надзор во посочената општина, вработениот инспектор во државниот инспекторат да не врши надзор врз работата на лицето кое што е негово блиско лице. Предлагам, поради тоа што нема повреди на законот, предлагам постапката да се запре, а до државниот инспекторат за градежништво и урбанизам да испратиме мислење со насоки при постапувањето да се имаат во предвид одредбите од член 72, 73 и 75 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, односно да се укаже дека службените лица се должни да внимаваат на постоење на потенцијален на судирни интереси и да преземаат мерки за одбегнување на судирот на интереси. Тоа е предлог одлуката. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата ја едногласно ја донесе одлуката. Бесник Џемаили, повелете. Благодарам. Предмет број 08/1004 од 6.3.2024 година. Предметот е оформен по пријава поднесена од електронска форма, во која се дадени наводи за неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси за именување на членот на управен одбор во одредено јавно предпријатие. Државната комисија за спречување на корупција по извршениот увид во својата евиденција констатира дека службеното лице, член на управен одбор во одредено јавно предпријатие, бил именуван на 30.10.2023 година, а има поднесен анкетен лист до ДКСК на 26.12.2023 година по истекот на предвидениот законскиот рок. Дополнително од увидот на службен весник, ДКСК утврди дека службеното лице со решение на 28.6.2024 година е разрешено од должност на член на управен одбор на јавното предпријатие, пошто нема поднесено разрешено од должност на член на управен одбор. И ДКСК имајќи предвид дека му издале прекршочен платен налог за неподнесување на анкетен лист
за именување на ВД член на управниот одбор за јавното предпријатие, по кој истиот ја платил глобата, но по престанок на функцијата на член на управен одбор на јавното предпријатие, службеното лице не поднел анкетен лист до Државната комисија за спречување корупција и поради тоа ДКСК на колегиум одржан на 25.9.2024 година донел заклучок да иницира прекршочна постапка против именуваното лице за сторен прекршок по член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и следување интереси, казни по член 109 од истиот закон. Државната комисија на службеното лице му издаде прекршочен налог од 27.9.2024 година. Со оглед на тоа дека постапката за проверување не беше успешна, Државната комисија поднесе барање за поведување прекршочна постапка до прекршочната комисија при Државната комисија. Прекршочната комисија донесе решение од 25.3.2025 година со кој сторителот го прогласи за одговорен, и поради тоа ДКСК констатира дека нема елементи за нејзино надомошно постапување во конкретен случај и во основа на тоа предлагам предметот да се запира и да се затвори архивија. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката. Со ова е исцрпена втората точка од дневниот ред, постапување по конкретни предмети, поради што предлагам да преминеме на третата точка од дневниот ред, прашања и предлози. Колеги, дали има некој нешто да додаде, да предложи, некој коментар? Доколку нема, ги повикувам представниците на медиумите, доколку имаат прашања поврзано со работата на Државната комисија да го постават, затоа што на четвртата точка, имајќи ги предвид одредбите од Законот за укажувачи, ќе продолжиме да расправаме и одлучуваме на делот од седницата ќе биде затворен за јавност. Уште еднаш повикувам, доколку имате прашања од представниците на медиумите, присутните на седницата, да ги поставите. Доколку нема, констатирам и дека третата точка од дневниот ред од седницата е исцрпена. Колеги, ве повикувам во салата за состаноци да продолжиме по четвртата точка од дневниот ред, постапување по предмети по пријави од укажувачи. Како што кажав, за дел од седницата затворен за јавноста. Ви благодариме на присутните што ја следевте седницата на Државната комисија.